Ова е Радио Подиум на Радио Лидер. Вчера ви видивме, денеска исполнуваме. Така стојат работите кога станува збор за Радио Лидер. Ја имаме на линија Калина Вилковска. Здраво, Калина. Здраво, здраво. Супер, да. Вчера им видив на нашите слушатели и сакам денеска да го исполниме ветувањето, нели? Како што се договоривме, сакам да појасниме нешто за сите оние кои што можеби не може да прочитаат меѓу редови или не може да го слушаат вашиот глас. Вчера имаше една објава. Музичарите бараат појаснување за планот за нивно вклучување во активните мерки за вработување. Она што сите нами како новинари и веројатно како луѓе ни падна во очи, дека вие сте таму во категориите, замислете категорија луѓе кои биле надвор од системот. Дали може да ми кажете што е ова и зашто станува збор, Калина? Пред се, кој што сакав да го кажам е дека јас сум член на здруженијето кој што се нарекува Музика сега и се формираше можеби во услови на корона криза, меѓутоа не беше причината за неговото формирање. Пред се го формиравме баш поради темата за која што се дискутира и денес. Проблемите со напредување на правата на нашата музичка фела, односно на музичарите кои што се, за жал, многу долго време на маргините, да не речам од самиот ден на самоестувањето на нашата држава, па до ден денес со нерешени работнички права. Ни во една ситуација, ни еден музичар не сака неговата состојба или фела да биде нерешена или да не биде дел од формалната економија на нашата држава. Да бидете категорија луѓе кои би биле надвор од системот, секако сега на шега или не, ама е страшно. Не е во наш бенефит. И реално од целата комуникација со сите релевантни институции кои што успеавме да до некаде да ја донесеме, единствен реализиран одговор имавме и разговор од страната на УЈП. Што ви рекоа тие? Понудија дека имаме начин како да го решиме овој проблем. Меѓутоа и ние како музичари имаме предлози. Целата проблематика излегува од фактот што никој нас не прима на реален разговор, значи не стигаме до конструктивен диалог. Ресорните министерства, односно нашето ресорно министерство за култура, се уште нема апсолутно одговорено на ниеден наш повик и барање за средба. Да, колку да ги информираме само гледачите, вие сте 6 музички здруженија кои реагирате на ваквите, нели, ставови на Фатмир Битики, вице-премиерот за економски прашања. Се работи за координативно тело од 6 здруженија од државата, кои што заедно имавме пресконференција сега на 9.3, каде што ги побаравме јавно да се изјаснат токму лидерите на овие институции, владата на Република Северна Македонија, сите едноставно да кажат до кај сме, што сме и кога би можеле да бидеме примени на средба за да се продискутира за нашите предлози и права како една цела фела. Да. Знаете како е дел од културата, нели? Да. Знаете како беше поручка, нели, пред 2 дена. И на Facebook прочитав Џон или Апелгрин напишал нема никогаш да ви простам што една година ме оставивте без леп. Како ви помина вам денот поручка? Вие им простивте на оние кои што ве оставија цела година без леп? Интересно прашање. Зар може да се прости нешто такво? Да не речам дека не се простува, колку што сме се уште нели чекаме, имаме уши, имаме слух, некој да се одзива на нашите барања. Меѓутоа, за жал, ситуацијата е таква каква што е и многу веројатно дека нема да имаме друг основ освен да се појавиме на улица. Затоа што сите наши барања до сега биваат некако несослушани, сме доведени во ситуација да немаме друг избор. Да. Покрај силата наша трпеливост за комуникација, ќе излеземе на протести, поготово после одредените изјави и на господинот Битики, кои за жал се неточни, односно неприфатливи. Многу обиди имавме да седнеме на маса и да ги предучиме нашите видувања, предлози, потреби и механизми, меѓутоа тоа не се случува. Нема земја ниту нација чија наследство и национален идентитет не се тесно поврзани со културата. Музиката конкретно е дел од неа, како еден од најекстровертните и директни алатки за одржување. Така да ќе мораме да бараме слух од владата на улица, да викнеме, затоа што инаку ќе замолкнеме за секогаш. Тоа е ставот на нас. Да, и за крај ваше мислење, како со помош на музиката можеме сите да си помогнеме во ова време невреме, Калина? На местото не е на улица, на стена ни е, на настап, на концерт, покрај нашата драга публика, на крајот од криштата, баш заради тоа, повеќе од потребно е да влијаеме на веќе лошата психолошка и ментална состојба на народот. Да подобриме преку тоа што најдобро ние го знаеме да правиме, а тоа е музиката. Културата е дел од музиката, музиката е дел од културата. Не го потепувајте нашиот национален идентитет, не го тепајте духот. Не дозволувајте нашиот досегашен молк да стане крик.
затоа што тоа ќе оддекне многу повеќе и посилно до што некој може да се надева и да очекува. Ви благодарам, Калина. Се надевам дека нема да има потреба од протести, дека сите може да се реши на поинаков начин, веројатно преку институциите, ама не знам, обидите се ваши па. Како што реков, кај нас вратата е отворена, проблемот е од другата страна. Ви благодарам и ви посакувам да не се слушнеме за вакви теми, туку да се слушнеме за да ни кажете на која сцена ќе настапите, на пример. Токму така. Да. Ви благодарам и вам на времето и на слухот. Да, ви благодарам уште еднаш, имате убав ден и простете им на сите, да си простиме. Тоа е човечки, па сега ќе видиме натаму што ќе се случува. Вие натаму останете заедно со Радио Подиум на Радио Лидер.